Почитувани гледачи, следува магазин Здравје. Јас сум Александар Динев. Ви благодарам за вниманието. Во наредните 20 на минути ќе говориме на една доста интересна тема, односно за ортодонција, тема која засега широка популација од најмладите до највозрастните. А токму на оваа тема мој гостин и соговорник во студиото на магазин е професор доктор Цветанка Бајрактарова-Мишевска од катедрата за ортодонција при Стоматолошкиот факултет Скопје и Стоматолошкиот клинички центар. Професор Бајрактарова-Мишевска, добар ден. Ви благодарам што одвоивте време и што овој понеделник сте дел од магазин Здравје. Благодарам на поканата и поздрав до сите гледачи на Сител телевизија. Накратко спомнав дека ортодонцијата засека широка популација, односно имате пациенти од најмлади до највозрастни, би рекол. На почеток мало појаснување што всушност представува ортодонцијата. Ортодонцијата како дел од стоматологијата е наука која се занимава со дијагноза, превенција и терапија на денталните и фацијалните неправилности, односно забновиличните неправилности. Вообичаен термин е зборот малоклузија. Меѓутоа, кај народот доста често може да се слушне и буквален превод на овој термин, па како имам криви заби, лош загриз и така натаму. Постојат многобројни причини кои доведуваат до нарушување на овие односи и појава на малоклузија. Во прв ред ќе ги споменам генетските или наследните фактори кои што се одговорни за еден поширок спектар на неправилности на забите и вилиците. Како што се, ќе набројам само некој од нив, како на пример збиеност, кога имаме недостаток на простор во вилиците за сместување на сите заби, растреситост, кога се јавува вишок на простор и диастеми меѓу забите. Понатаму хиподонција или хипердонција, односно зголемен, намален или зголемен број на заби од вообичаениот. Проген загриз, кога долната вилица е помезијално поставена, односно понапред. Значи, кажав, генетските фактори се одговорни за еден поширок спектар на неправилности. Понатаму следат стекнатите или ненаследни, односно факторите на животната средина, во кои ќе ги вбројам лошите навики, односно, кои лоши навики? Цицање на прст, цицање на цуцла лажливка, цицање на палец. Секогаш посочувам на родителите да, доколку немаат потреба, да не даваат на децата цуцла лажливка. Зошто? Затоа што многу тешко ќе може да ја отстранат. Доколку до втората година се отстрани и ќе дојде до физиолошка самокорекција, затоа што ова долготрајно цицање на цуцла забите растат и предизвикуваат ортодонска малоклузија. Така да се соочуваме секојдневно со деца кои што цицаат цуцла до 4-5 година и веќе мора ортодонски ние да ги коригираме настанатите промени. Понатаму во училиште грицкаат молив, знаат да грицкаат пенкало, ја грицкаат долната усна, интерпонирањето на јазикот, исто така е една од причините кои што предизвикува ортодонска малоклузија. Значи неправилното голтање. Пациентите честопати го поставуваат јазикот помеѓу забите. И сега ние, за да го отстраниме тоа, нели, им даваме совети како да го постават јазикот, како треба да голтаат, колку пати во текот на денот да голтаат. Понатаму, како стекнат етиолошки фактор е предвремениот губиток на забите. Што се смета за предвремен губиток? Повеќе од 6 месеци пред физиолошката смена, пред да никне трајниот заб. И сега, во за млечните заби. Да, значи, кога имаме предвремен губиток на млечните заби, трајните заби имаат тенденција да инклинираат, да се ротираат, да се поместуваат и да го затворат просторот за трајниот заб заменик. И затоа во тој случај мора да се изработат чувари на простор. Понатаму исто етиолошки фактор е кариесот, разни трауми. Значи поширок спектар имаме на етиолошки фактори кои што причинуваат појава на ортодонски малоклузии. Професорка, ги споменавте децата, уште од најрана возраст, меѓутоа кога е најпогодно да се направи првиот преглед кај ортодонти, кои знаци треба да бидат специфични или впечатливи за родителите за да го однесат детето на специјалист ортодонт? Да. Од круцијално значење е следењето на растот и развојот на децата. Првиот ортодонски преглед треба да биде некаде околу 7-та година од животот на детето. Затоа што многу ортодонски аномалии можат многу полесно да се истретираат доколку навреме се почне со нивна корекција. Чекањето сите трајни заби да завршат или да заврши фацијалниот раст ги прави многу потешки за терапија одредени ортодонски малоклузии. Кои се
се тие рани знаци кои укажуваат дека родителот треба да го однесе детето кај ортодонт. Значи, пак ќе ги споменам, предвремениот губиток на млечните зъби, цицањето на цуцла или цицањето на прст после 4-та година, до 4-та и после 4-та година. А секој родител го знае тоа. Апсолутно, да. Кога ќе види дека детето има збиеност на зъбите, некоја импакција, протрузија, кога зъбите се испакнати нанапред, или кога зъбите, значи кога има отворен загриз, кога зъбите не се во контакт, горните и долните зъби не се во контакт, кога има неурамнотежен лицев изглед. Значи сите тие се знаци кои што укажуваат дека мора да се отиде кај ортодонт. Сега, ортодонтот е тој кој што ќе укаже дали е време да се почне со терапија или доколку е рано, доколку нема услови, ќе ве советува кога треба да започне ортодонтскиот третман. Тука ќе ги поканеме и нашите гледачи почитувани, доколку имате прашање на денешната тема, прашање поврзано со ортодонцијата, односно криви зъби или помагало, односно протези, може слободно да се јавите на добро познатиот телефон 023-116-566. Мој денешен гост или соговорник на оваа тема е професор доктор Цветанка Бајрактарова-Мишевска од катедрата за ортодонција при Стоматолошкиот факултет Скопје и Стоматолошкиот клинички центар. Професор Бајрактарова-Мишевска, во очекување на прашањата, а сигурно ќе има интерес од нашите гледачи, пред се од родителите и повозрастните бабите и дедовците, зошто е важно да се третираат ортодонските неправилности и во спротивно какви последици по здравјето, односно по натамошното функционирање на еден човек може да предизвика доколку навреме и соодветно не се третираат? Да, нетретираните ортодонтски аномалии доведуваат до бројни состојби. Како? Кариес на зъбите, гингивални заболувања, пародонтопатија, тешкоти при џвакање, при говор, може да резултираат со хронични главоболки, болки во пределот на лицето и вратот. Се сеќавам, имав пред неколку години една пациентка од Куманово која што имаше мала неразвиена горна вилица со вкрстен загриз и хронични главоболки. Како се коригираше ортодонтската аномалија, како се коригираше вкрстениот загриз, нејзе главоболките исчезнаа. Друго, исто така што е доста важно, ортодонтските аномалии доведуваат до намалена самодоверба и себепочитување. Бројни студии во последните декади го истакнуваат фактот дека ортодонтските аномалии представуваат и социјален хендикеп. Правилно подредените зъби, убавите хармонични односи и убавата насмевка придонесуваат за попозитивен статус на сите социјални рамништа. Значи не смее да се потцени вредноста на привлечната насмевка. Пријатниот изглед е од витално значење за сопствената самодоверба. И затоа ние секојдневно среќаваме пациенти кои што едноставно заборавиле да се смеат заради присуството на некоја ортодонтска аномалија. Како терапијата, значи ево тек, како ортодонтската аномалија се коригира, така нив им се враќа насмевката. И самодовербата. И самодовербата, апсолутно. И затоа велиме дека ортодонтската терапија не придонесува само за социјален и професионален успех, туку едноставно го подобрува и сопствениот генерален став спрема животот. Така, да ги слушнеме прашањата и од нашите гледачи почитувани во програма сте, повелете. Ало, добар ден. Добар ден, ве слушаме. Поздрав до вас и до докторката. Поздрав и до вас. Само еден поздрав. Докторката на синот му ги правеше на многу голема пофалба до неја и дека е меѓу најдобрите доктори, можам да кажам, во Македонија. Само това. Синот носеше протези, така? Молим? За протези говорите? Да, за протези. На син ми ги ставаше на 22-3 години. Многу сме задоволни. Сакам да ја поздравам и многу успех. Података во работата, тоа сам. Ви благодариме, секој добро. Поздрав и на вас, чао. Благодарам, поздрав и од мене. Так, доколку имаме следен гледач? Режија, дали имаме гледач на линија? Повелете, во програма сте. Ало? Се слушаме, повелете. Добар ден. Добар ден. Јас сакам да прашам нешто докторкава. Понекогаш ме болат сите зъби. Сите зъби. Така? И не знам, и мора докторката да ми ги отвора сите зъби за да видиме што е проблемот. Кај имат кариес, кај имат нерв. Што може да биде тоа? И главата ме боли све. Да не е нешто од гној и таква работа. Да, јас ве поканувам да дојдете во стоматолошкиот клинички центар, можете и мене лично да ме побарате
ќе направиме една рентген снимка и ќе ве упатам на соодветната клиника. Панорамикс, тоа како се вика, да, панорама на или мали зъбите. ретроалвеоларни снимки може да направиме и да видиме што е причинителот за овие константни болки што ги имате. Да, без преглед, еве имате покана и за сите Слободно поварајте ме. од клинички центар и стоматолошкиот факултет се секогаш отворени пред се во интерес на пациентите. Доколку имаме следен гледач? Режија, дали имаме гледач на линија? Повелете, во програма сте? Да. Секако ќе имаме и повторно јавување од гледачи. Ми остави впечаток првата гледачка што се јави 22 години. Постои ли возрастна граница кога треба да се почне со ортодонскиот третман, односно да се носат протези, а со тоа да се исправат тие аномалии или неправилности? Да, апсолутно возрастна граница не постои. Еве сум и јас класичен пример, нели? Со носењето на фиксните апарати. Ние на нашата клиника третираме и деца, и тинејџери, и возрастни пациенти. Посебен акцент би сакала да ставам на адултната ортодонција, затоа што кај оваа популација, освен естетска и функционална корекција, превентивно делуваме и на појава на пародонтопатија, меѓутоа вршиме и припрема за протетска рехабилитација. Па би сакала да апелирам вака до гледачите, доколку имаат потреба од некоја протетска мостовна конструкција, а имаат ортодонска малоклузија, прво да ја коригираат малоклузијата, па потоа да постават мостови. Затоа што, можеби со мене колегите протетичари нема да се согласат, меѓутоа со протетика можат само некои благи ортодонски аномалии да се коригираат. Потешките ортодонски малоклузии не можат протетски директно да се коригираат. Значи мора прво ортодонски аномалијата да се среди, па потоа да се постават мостови. Ми јавуваат дека имаме и други гледачи на линија. Во програма сте почитувани, повелете. Добар ден. Добар ден. Поздрав до вас и до докторката. Поздрав и до вас. Вака сега сакам да прашам докторката, керка ми има 15 години и стави протеза фиксна, пред тоа носеше мобилна и се подредија зъбите. Меѓутоа сакаше и фиксна за да ја бидат подобро подредени. Сега докторот ни кажа дека осмиците почнуваат да раснат, меѓутоа ги туркаат другите зъби, седмиците на така тие што се шеските, сите поред, и ни рече дека е убаво да се извадат сите осмици. Дали е тоа во ред или не? Ви благодариме за јавувањето, секако ќе добиете соодветен стручен совет. Апсолутно. Доколку ортодонтот оценил дека нема простор за сместување на третите молари, односно на умниците, индицирано е да се изведат, затоа што нема простор во зъбниот низ за нивно сместување, они буткаат, значи сакаат да излезат, да ерутираат и на тој начин ја прават таа така наречена терциерна збиеност. Така да, таа интервенција некаде после 15-та година се извршува, така да апсолутно ако докторот ви препорачал, индицирано е да ги извадите. Ќе вклучиме уште еден гледач пред да продолжиме околу видовите на ортодонски апарати. Доколку се слушаме, почитувани, во програма сте, повелете. Дали имаме гледач на линија? Дали не слушате? Во програма сте, повелете. Да, очигледно имаме мали технички проблеми, секако отворени сме и за следните гледачи. Професорка, какви се видови, еве слушнавме, фиксни, мобилни, какви ортодонски апарати всушност постојат и какви видови се изработуваат на клиниката за ортодонција, од каде доаѓате? На нашата клиника морам да нагласам дека работи високо едуциран тим кој го карактеризира професионалност, стручност и разбирање за потребите на пациентите. Значи тука ја вклучувам и заботехничката лабораторија, значи тимот кој што работи во заботехничката лабораторија, кој што е во склоп на клиниката за ортодонција, а континуираната едукација и усовршување и пратењето на новините во ортодонцијата се наша примерна цел. На нашата клиника се изработуваат сите видови на интерцептивни помагала, активни мобилни апарати, функционални, фиксни ортодонски апарати, сите видови на фиксни ортодонски апарати кои што се изработени од материјали со висок квалитет според светски стандарди. На македонскиот пазар
постојат голем број ортодонтски брендови, квалитетни ортодонтски брендови. Ние имаме привилегија да работиме, како што гледаме и на екранот, значи имаме привилегија да работиме со еден од најдобрите светски брендови, тој е American Orthodontics, кој што е присутен во повеќе од 100 земји, вклучително и нашата, кој што благодарение на доктор Милош Јаначковиќ, кој што и самиот е специјалист по ортодонција, значи специализираше на нашата клиника, во 2017 го донесе во нашата држава. Значи American Orthodontics е водечки светски бренд кој што се карактеризира, значи кој што дава исклучителни резултати за многу краток временски период. Така да ја имаме привилегијата. Да, тоа е времето е многу битно и тоа секогаш претпоставувам и пациентите и родителите го прашуваат колку време е потребно да се носи протезата за да се коригираат завите. Така да, значи навистина имаме привилегија да работиме со овој бренд. Исто, што е специфично за нашата клиника е тоа што ги третираме и пациентите со расцеп на усна и палату. Според една студија на Светската здравствена организација објавена... За каква состојба станува збор? Простор помеѓу завите? Не, тоа расцеп, значи расцеп на усната и палатумот, кога доаѓа до недоволно сраснување на сегментите, на непцето и на усната. Според една студија на Светската здравствена организација, која што е објавена во 2001 година, за жал не можев да најдам понов податок, на секои 2 години во светот се раѓа со по едно дете со расцеп. На секои 2 минути во светот се раѓа по едно дете со расцеп, што значи ви укажува колку е честа оваа аномалија. Само што ќе се роди бебето, значи ние веднаш вториот, третиот ден изработуваме обтуратори. Со помош на тие обтуратори ја олеснуваме исхраната и овозможуваме развој на детето. Бројни се проблемите од медицински, психолошки, социјален аспект кои се јавуваат кај овие пациенти и нивните семејства. И затоа, кај овие случаи, императив е тимската соработка помеѓу специјалисти од различни области. Тука ќе ги наведам педиатрите, оториноларинголозите, максилофацијалните хирурзи, детските стоматолози, ортодонтите. И затоа ние имаме одлична соработка со колегите од клиника за гинекологија, акушерство и клиника за педиатрија. Значи само што ќе се родат овие бебиња, нас веднаш не ги препраќаат да изработиме обтуратори. Меѓутоа морам да апелирам до колегите од другите градови во Република Македонија, кога ќе се родат вакви бебиња, доколку немаат можност да се изработат обтуратори во нивните матични градови, да ги препратат на нашата клиника, затоа што навистина овие деца имаат проблем со исхраната и со... Да, колку навреме се истретираат, толку подобро и поквалитетен детство пред се. Апсолутно. И живот. Ме интересира моментот околу време траењето на носењето на апаратите. Кога може... Има некои мислења дека кај децата побаргу се поместуваат завите, вклучително говорам кога се носи апаратот, за разлика од возрастните. Точно ли е тоа? И колку време е потребно од вашето лично искуство и пракса да се вратат на некој начин во нормала завит? Да, возраста е важен фактор, апсолутно, и нормално дека во порана возраст некои ортодонтски аномалии можат и многу полесно да се истретираат. Меѓутоа, не само возраста е пресуден фактор за успехот на ортодонтската терапија. Значи, добрата соработка со пациентот си исто така е важен услов. Редовните контроли, одржувањето на добра орална хигиена. Зошто? Затоа што лошата орална хигиена, нередовните контроли и лошата соработка со пациентите го пролонгираат времето на ортодонтска терапија и влијаат на квалитетот на резултатите. И затоа секогаш советуваме на пациентите, значи редовни контроли, да ги слушаат нашите совети, да одржуваат редовна орална хигиена, затоа што сето тоа знае да го пролонгира времето на терапија. И што после завршувањето на терапија, колку е важно самото одржување на завите, за да не се соочат самите пациенти, вклучително и децата, да, и уште само нешто да напоменам дека терапијата со фиксни апарати некаде трае од прилика околу 1 до 3 години. Со интерцептивните помагала може да трае и неколку месеци. Меѓутоа, колку ќе зависи ортодонтската терапија, зависи и од тежината на аномалијата, од соработката со пациентот,
Значи, возраста на пациентот, некои ортодонски... И дисциплината И пред се. дисциплината, апсолутно. Некои ортодонски аномалии, значи тие што се полесни, можат многу за пократок временски период да се истретираат и одредени пациенти нормално реагираат побрзо, значи на терапија во однос на останатите. Сега, во однос на прашањето што после вадењето на фиксните апарати, значи ќе напоменам, ја секогаш на моите пациенти напоменувам дека ретенционата фаза е поважна и од самото носење на фиксни апарати. За оваа ретенциона фаза исклучиво е одговорен самиот пациент. Доколку не ги носи ретенционите апарати што му се дадени, значи може да го поништи целиот вложен труд и на ортодонтот и на неговиот личен труд, затоа што во оваа фаза се задржуваат забите кои што сме ги довеле во една нова коригирана положба. Така да затоа велам дека оваа фаза е многу поважна и од самото носење. Накратко еден совет до сите гледачи, ваш ортодонски како специјалист ортодонт, бидејќи сме на самиот крај од емисијата. Да. Во однос на протезите и кривите заби третманот. Јас прво би настапила како стоматолог, па потоа како ортодонт, вака еден совет, со оглед на тоа дека лошото орално здравје води до сериозни здравствени проблеми, ја би дала совет до сите гледачи, значи редовно да посетуваат стоматолог, да одржуваат добра орална хигиена, да ги слушаат советите на својот ортодонт, затоа што успехот на секоја стоматолошка интервенција, вклучително и ортодонтска, е добрата соработка со пациентот, следењето на нашите совети. И уште еден совет би сакала во однос на ортодонтската терапија. Да не инсистирате, значи ова им се обраќам на пациентите, да не инсистирате ако докторот ви каже дека мора да се носат две фиксни протези, а немаме терапија со една фиксна протеза само во една вилица, значи исклучително фиксната терапија опфаќа и горна и долна фиксна протеза, значи да не инсистирате на својот стоматолог, ама јас имам проблем само во горната вилица и сакам само горе фиксна протеза. Нема, затоа што не е важно само подредувањето на забите. Нас ни е многу важна корекцијата на меѓувиличните односи, значи воспоставувањето на нормална оклузија. И друго, уште еден совет, кога ќе поставувате фиксни протези, секогаш прашувајте за каков тип на протези станува. Затоа што јас кажав, на македонскиот пазар има многу квалитетни ортодонтски брендови. Меѓутоа, за жал, морам да потенцирам, имаме и многу нерегистрирани фиксни протези, значи многу нерегистрирани брекети народски кажано фалсификати со сомнителен квалитет и затоа еден апел до огледачите обавезно да прашуваат какви протези им се вградуваат во устата. Професорка, имаме уште многу да говориме, затоа оставаме простор за следно гостување и ми беше задоволство што бевте мој денешен гостин на доста интересна тема. Ви благодарам за одвоеното време. Ви благодарам и на вас за поканата. Почитувани, одиме со реклама и се враќаме повторно назад во студиото.